вистина ви представува Почитувам брат и ценето сестро. Некогаш имаш едно чувство, како да е Аллах субханеху ве теала многу далеко од тебе, како да си препуштен или заборавен. Се чувствуваш слаб, се чувствуваш немоќен. Ништо не функционира така како што треба. Се бориш со самиот себе си. Помислуваш дека ќе успееш без Аллах субханеху ве теала? Браќа и сестри, ваквата помисла е многу опасна. Го препушташ намазот, немаш никаква волја за било каков ибадет. Мислата ти стои во глава дека си далеко од Аллах. Помислуваш дека си заборавен и чувството на безнадежност се гледа ден по ден се поголемо во твоите постапки. При крај си со трпението, сакаш да се предадеш. Почитувани брајка и ценети сестри, во ваква ситуација не сте изгубени ниту заборавени. Аллах субханеху ве теала ги знае своите створенија. Аллах ни објавил излез поради ова тешка состојба во Куранот. Да, токму така во Куранот. Во Куранот е решението за секоја безизлезна состојба. Се што треба да направиш е да се вратиш на Куранот. Да се дружиш повеќе со Куранот. Ако го занемериш Куранот и се откажиш од него, тогаш најголемиот непријател шејтан лаанетуллахи алеј ке те победи. Ке биде слаб да се справи со својата безизлезна ситуација. Ден по ден, се повеќе и повеќе ке тониш. Тој ке успее да те одведе во заблуда. Токму за ова тешка состојба, што ја спомнавме во почетокот, Аллах субханеху ве теала објавил една сура во Куранот. Сурата Ед-Духа била испратена во една од најтешките состојби во која се наоѓал нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Бил во тешка мака, во еден момент дури и помислувал дека можеби е заборавен, затоа што Аллах субханеху ве теала во тој период 6 месеци не му испратил објава. Нашиот најсакан пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем беше многу тажен, поради тоа што долги 6 месеци немаше добиено објава. После долгите 6 месеци Аллах субханеху ве теала му испрати објава. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Се колнам во утрото والليل إذا سجى и во ноќта кога ќе стивне. ما ودعك ربك وما قلى Господарот твој не те напуштил и не те замразил. وللآخرة خير لك من الأولى Оној свет на вистина е подобар за тебе од овој свет. فلسوف يعطيك ربك فترضى А Господарот твој тебе сигурно ќе ти даде, па ќе биде задоволен. ألم يجدك يتيما فآوى Зарем ти не беше сираче, па тој те заштити. ووجدك ضالا فهدى И за вистинската вера не знаеше, па тој те упати. ووجدك عائلا فأغنى И сиромашен беше, па тој те збогати. فأما اليتيم فلا تقهر Затоа сирачето немој да го понижиш. وأما السائل فلا تنهر А просекот немој да го одбиеш. وأما بنعمة ربك فحدث И за благодетите на Господарот твој кажувај. Се колнам во утрото. Првото што ќе му кажеш некому кој што лежи во подот, изгубен и безнадежен, е стани. Не е се црно и мрачно. И во ноќта кога ќе стивне,
Господарот твој не те напуштил и не те замразил. Аллах субханеху ве теаля не те замразил, о Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Аллах субханеху ве теаля не те заборавил. Исто така и нас Аллах субханеху ве теаля не мрази и не заборава. Оној свет на вистина е подобар за тебе од овој свет, а Господарот твој сигурно ќе ти даде, па ќе биде задоволен. Тоа што ќе дојде е подобро за тебе. И наскоро Аллах субханеху ве теаля ќе ти даде многу. И знај, Аллах наскоро ќе те направи среќен. Каква убава вест. Зарем ти не беше сираче, па тој те заштити? Прашај се сам себе си, кога беше болен, кој ти даде здравје? Кога беше мало дете или мало девојче, кој те чуваше? И за вистинската вера не знаеше, па тој те упати. Зарем не бевме скршнати во заблуда пред Аллах субханеху ве теаля да не упати? И сиромашен беше, па тој те збогати. На колку од нас Аллах субханеху ве теаля им подари богатство? Многу луѓе немаат ниту четвртина од тоа што ние го поседуваме. Биди благодарен за се што Аллах субханеху ве теаля ти подари. Не се растажувај сами од себе си. Помислувај на тие на кои им е полоше од тебе. Затоа сирачето немој да го понижиш, а просекот немој да го одбиеш. И на крај, Аллах субханеху ве теаля ни вели: и за благодатите на Господарот твој кажувај. Заблагодари се на Аллах субханеху ве теаля за се што поседуваш. Елхамдулиллах.